На празникот Духовден, црквата Свети Никола во Мајнц, Германија одбележа значаен јубилеј – 10 години од нејзиното осветување. Во духот на заедништвото, љубовта и хуманоста, оваа свеченост не беше само прослава, туку и чин на длабока солидарност. Илјадници македонци од сите краишта на Германија се собраа во голема сала, обединети од една возвишена цел – да помогнат онаму каде што најмногу боли. Настанот имаше хуманитарен карактер, а сите собрани средства ќе бидат донирани за помош на настраданите и оние кои се уште се опоравуваат од трагичниот пожар во Кочани. Во атмосфера исполнета со емоции се слушаа звуците на македонската песна, а срцата чукаа во ритамот на заедништво. Програмата беше внимателно осмислена за да ги опфати сите генерации. Малите звезди од музичката група Поточиње отворија вечерта со своите весели изведби и детска безгрижност. Во ритамот на песните им се придружи дечињата од публиката, создавајќи слика за паметење, игра, песна и детски гласови кои осветлија салата. Фолклорот, нашата вечна врска со корените, блесна во полн сјај преку настапот на културно-уметничкото друштво Свети Никола од Мајнц. Девојчиња родени или израснати во Германија, а со душа впишана во традицијата, изведоа македонски ора со гордост и љубов. На нив им се придружија и гостите од Тетово, Кут Шара, кои со истата енергија и посветеност ги заиграа чекорите на нашата земја, иако овој пат далеку од неа. И се тоа не би било исто без звукот на традиционалните македонски инструменти. Гајдите одекнуваа низ салата, а емоциите се преливаа преку звуците и гласовите на групата Милениум. Заедно со прекрасните изведби на Василија Петрова и Сања Зделар. Нивната музика беше мост до татковината, музички бакнеш за сите присутни.
Целата забава кулминираше со настапот на македонската музичка звезда Каролина Гочева, која со своите најголеми хитови ја заокружи вечерта на свој начин, односно така што допре до срцето на секој присутен. Публиката ги пееше песните во еден глас, млади, возрастни и дечиња на сцена, кои не се одвојуваа од неа. Каролина вели, да се биде дел од ваков хуманитарен чин е чест и привилегија и дека секој од нас треба да помогне колку што може. Имам искуство, со оглед на тоа што веќе имам искуство со германската публика, заради тоа што на крајот на минатата година имавме една германска турнеја, поминавме 6-7 германски градови, каде што голем број од нашите дојдоа на концертите. Ја го очекував тој амбиент, но вечерва морам да кажам дека беше и посебно емотивно, веројатно поради тоа што и поводот беше таков. И од една страна ми е драго што сум повторно во Германија, што ги видов повторно. Повеќето ми кажа дека биле на некој од концертите на турнејата. Од друга страна, секако дека поводот кај сите нас предизвикува огромна тага, веќе 3 месеци сите сме во едно такво неубаво расположение и се надевам дека нашето собирање овде дека ќе придонесе и дека кон тоа да се олесни животот на оние кои се останат и кои се уште се борат да се опорават. И се надевам дека ќе се оствари целта. Тоа всушност беше и целта на нашето денешно собирање овде. И голема благодарност до црквата Свети Никола, која е иницијатор на денешниот настан. Тие име поканија, се разбира веднаш, со задоволство прифатив. Искрено, кога доаѓавме пред да започнеме германската турнеја, немав многу искуство со неколку гостувања во Австралија, немав некои посебни искуства со македонска диаспора и не бев сигурна како ќе реагираат. Имав дури малку трема затоа што не знаев што ме очекува. Меѓутоа имавме хорско пеење на сите концерти, од првиот до последниот. Тоа се случи и вечерва, мислам видовте и вие. Така што се гледа дека нашата публика, нашите луѓе се желни за македонска музика и се надевам дека што повеќе ќе слушаат. Не сум освен мојва концерти, се разбира, и многу би сакала и голем број од моите колеги тука да се појават и тоа да биде нешто што се случува постојано. За целиот настан да биде совршен, заслужни се од агенцијата Legacy Event, кои се погрижи атмосферата да биде не само весела, туку и достоинствена, со посебно внимание на деталите и професионален пристап. Тие заедно со црквата создадоа настап, кој ќе остане во срцата
на сите присутни. Па со оглед на целата ситуација која се случи во Кочани и дојдовме до еден немил настан кај што моравме да организираме еден ваков фестивал. Мора да кажам дека поминавме многу убаво, очекуваното беше и помината бројката на очекуваното. Како дел од поддржувачи или организатори со целокупниот тим на бендовите кои денеска настапуваа, мислам дека многу убаво поминавме со тоа што добивме едно сплотување на народ во различни типови на музика, кај што имавме од народно до забавно и делот кај што беа најмалите нашите поточиња, мора да ги пофалиме кај што многу убав дел направија за децата. Поминавме многу убаво. Мислам дека собравме доволно средства за да помогнеме на настраданите од Кочани и со тоа да се помогне супорт Кочани, кај што се едни од почетниците на целата таа борба со болката на сите тие настрадани таму. Па мора да кажам дека работата со наши естрадни уметници кои делот на повеќе на забавни, делот на кој што него работим повеќе од забавни се голема помош за сплотувањето на диаспората во диаспората во Германија, поготово ние што работиме и европска диаспора, е добра за сплотување затоа што сите тие кои денеска доаѓаат на овие настани може да се видат, да се забавуваат на македонска музика, на македонски стендапи, здраве Боже, на македонски театри и така натака на некои од нашите наредни планови, кај што можеме да добиеме најмалите да го научат повторно јазикот, да го користат на секојдневно ниво и да слушаат македонска музика и да се бават со македонски работи во оваа држава. Целиот овој настан беше со благослов на Европскиот митрополит на Македонската православна црква господин Пимен, кој во својот говор рече: гледајќи колку луѓе се собираат, емоциите и поврзаноста, знае дека вредел секој оној труд вложен во изградбата на храмот и одржувањето на македонската заедница. Тој, заблагодарувајќи се на сите оние кои дадоа допринос, им додели благодарници во знак на почит на нивното дело и на се она што прават за македонската заедница во Германија. Кога зборуваме за сите години наназад, особено за овие последни 10 години од осветувањето на црквата, не зборуваме за време, не зборуваме за години, туку зборуваме за конкретни личности, кои што со своето одвоено време, со своите одвоени средства и пред се водени од љубовта од Бога се вложиле и го имаме денес кај што го имаме. Како што спомнавме во црквата, кога се почна со градбата на црквата, се плашеше да не е тоа еден залуден проект, вложување на толку средства, трошење на толку време, а да не немаме на кого да го оставиме. Но, кога денес се гледаме вака, заеднички, во толку многу голем број, и кој ги гледаме сите овие деца, на кои што ги оставаме, знаеме дека не уште ништо покупа. Една од најголемите хуманитарки на сите времења, мајка Тереза ќе каже: не се сите создадени да прават големи работи, но затоа сите можат да прават мали работи со многу љубов. Овој хуманитарен настан беше токму тоа. Мали дела направени со многу љубов. И на крајот, можеби најважното, секој присутен направи разлика. Со своето присуство, со својата донација, со љубовта во срцето. Иако далеку од родната земја, македонците во диаспората не ги забораваат своите корени, своите сограѓани и оному каде што е најпотребно, пружаат рака, со срце полно топлина. Мојата порака е кратка и јасна. Никогаш не заборавајте од каде сте.